Само мала дискреција. На почетокот слушнавме 20 минути како треба да водиме сметка за достоинството на жената во собранието. Меѓутоа заборавивме дека жените покрај што се парламентарки, еве во случајот се јавни обвинители. После сите тие толку помпезно укажани мили зборови за интерес на жените, се продолжи со навредите кон Катица Јанева, која што 3 дена ги трпи во ова собрание. Само да кажам што денес се кажа. Лажете, неспособна сте, распашана сте, ништо не работите, закани доби лично дека треба да води сметка кога ќе му заврши мандатот каде ќе се врати. Си играте мајтап, статистичка грешка сте. Продолжете со овој речник да ги штитите жените во собранието на Република Македонија. Ниту сакам да изигрувам адвокат, ниту опозицијата има намера овде да брани. Катица Јанева доволно кажа колку е способна да се одбрани од сите овие напади овде денеска и во овие 3 дена. Сакам да ви кажам само дека Либерално-демократската партија ви дава целосна поддршка во вашата работа, како и целата опозиција. Ние бевме први оние кои што побаравме специјален суд или специјално оделение во судот и благодарам што сите демократски партии во Република Македонија го прифатија тоа барање, вклучително и граѓанскиот сектор, и се надевам дека за брзо време ќе биде овозможено во Република Македонија да профункционира и тој специјален суд или специјално оделение. Денес, според мене, и овие 3 денови требаше сите ние да ја поддржиме. Ако може, јас внимателно ве слушав. Колеги, ве молам за внимание. Повелете, господине министр. Денес и овие 3 дена сите ние требаше да ја поддржиме борбата против криминалот и корупцијата, а не жестоко да ги напаѓаме луѓето кои што сакаат да расчистат со одредена состојба во Република Македонија. Јас му кажувам, ако некој од Либерално-демократската партија го има во тие неовластено снимени разговори и правил криминал, слободно да покрени обвинение, и јас и целата партија ќе застаниме зад Катица Јанева да го истера криминалот доколку постел кај некој од нашите членови. Тоа го очекував денеска и овие 3 дена да го направат и пратениците на ВМРО ДПМНЕ, бидејќи во јавноста мора да се разбие перцепцијата која што владее за политичарите и политичките партии дека се корумпирани. Една за секогаш мора да ги чистиме политичките партии од жганот, од криминалот, од корумпираните кои што се нашли и ги злоупотребуваат политичките партии за лично богатење. И наместо сите ние тука да застаниме за тие цели и собственото лице да си го исчистиме и ова да биде една како лустрација за политичките партии од криминалците, 3 дена жестоко слушам овде и не можам да верувам како се напаѓа некој кој што сака да расчисти со криминалот во Република Македонија. Не можам да сватам каква е ова омраза што 3 дена ја слушам овде. Гнев, иронија, подценување кон личноста од универзитетски професори кои што се прават дека се толку интелигентни. Толкава злоба и малограѓанштина се покажа денеска овде, што јас на вистина човек да му е срам што е пратеник, кога слуша вакви изрази од колеги пратеници кои што се упетуваат независно кон личност, кон единка. Значи јавноста и вие се кажувате пораки, да знаете какви нас пораки ни дали е тоа парламент, дали личите на пратеници ова што го правите. И јас мислам добро е, колега Милевски, ве замолувам, се обраќате со реплика кон господјата Катица Јанева, а не кон пратениците. Ве замолувам 3 дена, господјо Ципушева, седите тука и слушате, знам дека не ви одговара мојата дискусија, меѓутоа ќе ве молам, вие ако зборувавте колешке Светлана за реплика минатиот пат, не знам. Значи ве слушав внимателно, Ке ве молам, оставете ме да си докажам, знам дека ме болат моите зборови, знам дека ме болат. Сега. Значи не е во ред на ова ниво да се доведува функцијата народен пратеник во Република Македонија. Јас, некој вика, точно е, господја Катица, 3 дена ја кочиме ние тука и тоа е целта, да не работи, да не ги следи криминалците. Меѓутоа, колку трае повеќе оваа расправа, не 70% колку што му е сега рейтингот на Катица Јанева. До 90 ќе стигни. Вие само продолжете си со вашиот начин на работа. Дали во овој мандат
ако не ги одложите изборите повторно, вие ќе бидете тие што ќе гласате како попчина, исто како што гласавте за одложување 2 пати и како што се враќавме сите ние во собранието, а распуштени. Така да немојте да рипате со изјави затоа што повторно ќе ве пуштат низ вода. Ако не сега, половина од вас можеби ќе останат партеници во новиот мандат, ќе треба да гласаат да се продолжи мандатот на Катица Јанева. Од нас поддршката ја имате за продолжување на мандатот и за вашето барање, бидете убедена дека ќе ја имате и доволно сигурен сум дека ќе имате и поддршката од ВМРО ДПМН да ви се продолжи мандатот. Но како тоа ќе го објаснат, остануваме на нив. Многу ми беше чудно Катица Јанева што овде се изнаслушав за презумпција на невиност денеска, што тоа го слушнав од устата на луѓето кои што 10 години уста не отворија кога се апсеше Љубе Бошковски со пиштол во устата. Тогаш не се сетија дека Љубе Бошковски дома има деца, дека има жена и дека тоа се гледа на телевизија. Уста не отворија кога Душко Млекарот беше обвинет дека е наркодилер, најпознат Пабло Ескобар во Македонија, дека Душко Млекарот е, и се влечеше од неговиот дом пред неговите деца, се влечеше со лисици, а човекот продава компири за 20 денари во пазарот во Битола и тој бил наркодилер. Милиони евра имал тој, а со мајка му на 80 години продава компири во пазарот во Битола. Тогаш овие усти не гугнаја да кажат зошто треба да има презумпција на невиност. Кога се апшеше Кежаровски пред неговата ќерка, каде беа колегите да земат збор и да зборуваат за презумпција на невиност? Зошто? Затоа што го открил сведокот, а тој бил лажен сведок. И човекот беше в затвор, го бламираа во цела јавност. Ги малтретиравте они од патарините за 10 денари што краделе, не оправдувам што краделе 10 денари, но овие што украле 5 милиарди евра, вие ги браните, овие што украле 10 денари ги влечкавте ни студови со лисици, низ разни спектакли правевте. Каде е тука правдата? Каде е тука еднаквоста помеѓу едните и другите? И сега, после 10 години, вас ви текна дека требало да има презумпција на... Да, точно е, треба да има. И јас поддржувам дека тој градоначалникот, како се... не дека заслужи од Мала Преспа, но не требаше, Едмон Темелко, но не требаше на тој начин, ако било нешто прекршено, да се апси. Но моите размислувања се исти и сега и тогаш. Разликата е што вие тогаш не мислевте така, но сега сте воопшто загрижени сте за демократските процеси во Република Македонија. Се жалат дека двајца од обвинители не се, а господинот Марко Зврлевски овде пензионирал насила еден куп совесни јавни обвинители пред време, без нивна согласност, но тогаш ќе дискутираме кога ќе на дневен ред. Само за вашата праведност. Како гледате на едно, а како гледате на друго. Но ако ќе дојди тоа, ќе зборуваме. Она што барам од господјата Катица Јанева е да ми кажи денеска зошто не е покрената истрага и зошто не е анализиран разговорот помеѓу Владко Чинговски и Владимир Талевски, кој кажува дека во село Кравари во Битола, на улица Гоце Делчев, 20 луѓе гласале и на улицата Гоце Делчев, која се наоѓа во Гинимале во Битола. И Чинговски му кажува, па тие си гласали и порано така по 2 пати за ВМРО, наши се тие. Еве, тие контра нас гласат, не бе, за нас гласат. Чинговски му ке, за нас гласат. Па нека одат таму и нека си гласат. Значи овде, кај овие луѓе имаме кривично дело поттикнување за правење на кривично дело. Значи, еден да гласа 2 пати. Тој го злоупотребил правото на глас, токму затоа викаме дека ние е доведена во прашање легалноста и легитимитетот на нас како пратеници, затоа што сте правеле манипулации. Затоа Менде Диневски изгубил 2013 година, затоа што еден човек гласал по 5 пати.
Не дека опозицијата во Битола не чинела, не дека Менде Диневски не чинел, затоа што 20 луѓе од Кравари гласали во Битола и во Кравари. И барам, госпоѓо Јанева, од вас да ги отворите кутиите од 2011, 2013, 2014, да провериме дали овие 20 луѓе гласали во Кравари и во Битола. И нека го кркаат за сите што гласале по 5 пати. Да знаат дека во оваа Република Македонија еден човек е еден глас, а не е 2 гласа. Па уште се фалеле дека гласале по 2 пати. И за мене е недопустливо ова работа да се остави настрана и да не се работи. И протестирам за тоа и кај вас и во јавноста. Затоа што мора ова да се открие. И тогаш да се знае дека дали овој разговор е вистинит или не е вистинит. А од и тие како луѓе може да се фалиле, ние гласаме по 5 пати за ВМРО да си добијат вработување. Дали било вистина треба да провериме. Ако е вистина треба да одговараат. И тоа го барам во најбрзо можно време да се направи. А толку сте загрижени за 1 милион евра како се потрошиле, а овде не слушав 10 години да прашате како се трошени парите на роуд-шоа, во какви хотели спие поранешниот премиер на тие роуд-шоа, дека 0 инвестиции има од државите во кои што бил на роуд-шоа. Значи, несовесно се трошеле парите. И вие сега каде ошле милион евра, ви интересира, а не прашавате каде ошле стотици милиони евра. Не прашувате каде се 5 милиарди евра украдени, милион евра кај. Па сигурно не ги зела за себе си. Сигурно плаќала преку жиро сметка, има си фактури за таа работа. Што се толку насекиравте? Што се толку насекиравте? Да ги зела за вџеп, јас прв ќе ја осудам. Ама вас нешто друго ви интересира. Зато се насекиравте за средствата. Колкава плата земала, а овде правиме комисии, земаат 4 просечни плати за ништо. Комисија, 80.000 денари земаат еден куп комисии во Република Македонија, сите такозвани експерти ваши ги имате ставено, да земаат по 80.000 денари народни пари, не велите каде завршиле тие пари, каде е платата на Катица Јанева. Дупло треба да му се даде ако ги врати 5 милиарди евра што ги украдовте. Ма тоа ве боли вас. Неките парите да ги вратите, украдените. Неките некој да истражи кај се парите. И на крај да завршам со ова. Ако толку беше некомпетентна, нестручна, неквалификувана како што винивте, денеска вие и овие 2 дена не да ја фалевте, ќе ја изнафалевте, срекни ќе бевте, ќе велевте продолжи така, најдобра си. Ама нешто друго е во прави, ве болиот и работи. Ве болиот и има предмети на суд кои што се издржани. Затоа е неспособна и некомпетентна, затоа што ќе го улови криминалот. И уште еднаш да кажам, од ЛДП и од цела опозиција имате поддршка. Ви благодарам.